Добар ден на сите. Се надевам дека овој видеозапис ве наоѓа во добро здравје, во безбедни домашни услови, во безбедни услови на работното место и помалку грижи во однос на пандемијата која всушност е присутна во светски размери. Се надевам дека дури времето надвор кое се подобрува ќе допринесе до тоа да бидете порасположени да всушност го гледате светлото на крајот на тунелот од самата пандемија која не завјаса. Кога зборувам, а почнувајќи го и ова моје беседење, токму ден пред 28 април, кога вообичаено ги презентираме податоците поврзани со нестриките на работните места за претходната година, би сакал да направам еден краток осврт на тоа што всушност значи пандемијата, но не од аспект на биолошка закана, него од аспект на заштита при работа. Како што можете да приметите, мноштво од луѓето првично зборуваат и првично помислуваат на заштита при работа. Првично помислуваат како да се заштитат себе си. Помислуваат како да ги заштитат своите најблиски. Инстинктивно во нашиот ген, инстинктивно внатре кај нас, потребата за безбедност високо котира на нашите животни потреби, на лествицата на нашите животни потреби. Затоа, секој пат кога ќе помислите и кога ќе помине самата корона, секој пат кога ќе помислите каде се наоѓа местото на безбедноста и здравјето при работа, би сакал да се потсетите на овие моменти. Кога најважно од се беше да ја носите маската, медицинската маска, најважно од се беше да се однесувате според правилата кои се безбедни правила за безбедно однесување и да се однесувате исто така кон заштитата на вашите најблиски, кон заштитата на луѓето со кои соработувате. Знам дека оваа пандемија од светски размери ќе остави длабоки траги. Ќе остави траги заради тоа што сега во моментот близу 3 милиони луѓе им е диагностициран новиот коронавирус. Ќе остави траги затоа што речиси во овој момент 210.000 луѓе се починати од оваа пандемија. И таа се уште не е завршена. Колку што ги слушам дел од експертите, епидемиолозите, луѓето кои се занимаваат со проучување на овој вирус, зборуваат дека ова е вовед во неколку годишно делување или неколку годишно присуство на самиот коронавирус помеѓу нас. Се до онај момент доека не ја стекнеме таа колективна одбрана, тоест колективен имунитет кон овој вирус. Како биолошка штетност која се појави, изнесе на површина многу работи на светско ниво. Изнесе на површина дека не сме спремни да се буквално да се одбраниме од толку една мала работа како што е вирусот. Изнесе на површина неспремност на државите да се справат со оние или поточно да ги активираат оние системи на колективна безбедност кои би требало да функционираат во случај на вакви кризни ситуации. Многу од агенциите, многу од светски познатите институции не умееја да истапат и да дадат конкретни одговори како треба да се постапува. Многумина од нас, многумина од вас беа збунети од одговорите или од насоките кои беа давани. Најексплицитен ми е делот каде што на почетокот се препорачуваше не носење на маска хигиенска, а сега денеска, кога го правам ова видеообраќање, задолжително е носењето на една таква медицинска маска и доколку не се носи, казната е 20 евра. Затоа има многу работи да научиме од овој вирус. Има работи кои ги стававме под чергиче, има работи кои се обидувавме да ги ставиме во графата невозможно, но самото присуство на вирусот донесе уште една жална вистина, тоа е дека мноштво од оние кои всушност зборуваа
нема представа за што зборуваат. Затоа и ден денеска, кога зборуваме за заштита, зборуваме за медицински маски, кои се ништо повеќе него хигиенски маски. Зборуваа за ракавици, кои ништо повеќе не беа него хигиенски маски. Заштитата при работа или безбедноста и здравието при работа е онај дел каде што се применува пирамидата на заштита, каде што пред се тежнееме да ја отстраниме штетноста или да ја замениме со помалку штетна, да вклучиме сет на технички, инженерски мерки, да на крајот дојдеме во ситуација доколку тие не го дадат доволниот резултат, да примениме организациони мерки. Тука се оние делови како ние организираме работата, ги едуцираме вработените, доаѓаме во ситуација преку сет на однесување, мерки кои го диктираат однесувањето, доаѓаме во ситуација да ние почнеме превентивно да делуваме во создавањето на таа превентивна култура. Дури на крајот, кога тие мерки технички, организациони не успеваат, применуваме заштитни мерки, лична заштитна опрема. Тоа се тие мерки кои на крајот се ставаат. Мерки кои го штитат индивидуалецот и мерки кои се тестираат пред се. Ниту една лична заштитна опрема, доколку ја класифицираме како таква, не може да биде пуштена во промет доколку всушност не го поминала тестот. Сите овие така наречени заштитни мерки кои денеска ги гледаме во голема мера и не се заштитни. Сите тие мерки во голема мера се, пред се јас мислам, психолошки мерки кои му даваат на индивидуата чувство дека нешто прави за да се заштити. Но, не ми е намерата да дојдам и да го подигам нивото на и како испаничено општество. Многу повеќе ми е да го апострофирам делот на што или каде е точно местото на безбедноста и здравието при работа. Затоа, она што би сакал да кажеме како завршница на воведот кон овој извештај да го посочаме дека доколку сме паметни, ќе си ги анализираме грешките во општеството и ќе пристапиме кон нивно разрешување. Може би првата грешка кон која треба да се обрати раководството, владата, државниот апарат е секој пат место да им се направи на професионалците кои знаат што зборуваат, кои знаат какви упатства даваат, кои знаат како треба да се постапи во вакви ситуации. Тоа, доколку не го научиме, сето ова понатаму што го зборував е излишно. Повторно ќе ги повторуваме истите работи и повторно ќе се наоѓаме во ситуација да бидеме контрадикторни во нашите изјави. Тоа ќе не носи во ситуација да ние и понатаму имаме извештаи кои говорат и за загинати, и за луѓе кои се повредени, и за луѓе кои се разболени на работните места. Уште повеќе акцентот го ставам на професионалноста, заради тоа што и во оваа година констатираме дека всушност голем дел на оние кои ги добиваат сертификатите за стручност, да бидат стручњаци од областа на безбедност и здравје при работа, всушност немаат ништо заедничко со техничките науки. Многумина лекари добија лиценци да бидат стручни лица за безбедност при работа, медицински сестри, стоматолози, луѓе кои всушност не го имаат во себе инженерскиот дел, делот кај што би требало да се предлагаат мерки конкретни за безбедно и здраво работење на работното место. Ова се аномалиите на системот кои ги покажува своите слабости, но од друга страна, кога веќе ги диагностициравме, сметам дека е потребно да ги коригираме. Ние оваа година пристапивме до сите чинители во нашата држава да ни дадат повратни информации, да дојдеме во ситуација да ги споредиме истите и врз основа на тие да го публикуваме овој извештај. За жал, и оваа година многу малку или скоро ич не се одзваа на овој наш предизвик
И тоа не зборува уште една, или ја изфрла на површина уште една фалинка во нашиот систем, а тоа е дека иако во континуитет побаруваме да имаме институции кои всушност ќе ги анализираат податоците и реално ќе ги представуваат, ние имаме институции кои всушност, ајде застанам на нивна страна, институции кои не се слушани. Институции кои всушност добиваат пари од граѓаните, но не ја вршат задачата. Мислам дека е крајно време тие да го дигнат својот глас и тие да побараат таму кај што се застанати работите да бидат потурнати, да бидат расчистени за да можат да веќе следната година направат прв официјален државен извештај со конкретни несреќи на работа, со конкретни професионални заболувања, со конкретни статистики кои би требало да ни бидат смерници за идните делувања. Доколку тоа не го направат, за жал на оние кои што секој пат забележуваат дека извештајот на Македонското здружение за заштита при работа е пристрасен, нерелевантен, ќе им кажам една кратка порака. Додека не дојде тој извештај, додека не го види светлото на денот, нашиот извештај останува најдоследниот и најрелевантниот во оваа земја. Ние во изминатата година забележавме 25 фатални случаи. 25 луѓе загина на работното место. Избројавме и некои си 178 потешки несреќи на работното место, но ако имаме праксата од минатите години каде што Институтот за јавно здравје излагаше со би рекол 10 пати до и 100 пати поголеми бројки, тогаш би дошле во ситуација дека овие 178 потешки несреќи се всушност 1780. Се случуваат несреќи, се случуваат несреќи со фатален исход. Но се случуваат и професионални заболувања. Ние, според информациите до сегашни, како индикатор ќе ги користиме за следниот извештај, околу 200 здравствени работници се диагностицирани со вирусот на корона. Според најновите иницијативи на Светската здравствена организација, на Меѓународната организација на трудот, ова заболување ќе влезе во заболувањето како професионални заболувања. Доколку ги разгледуваме според градови, на оваа табела ќе можете да видите дека всушност и понатаму Скопје предначи со бројот на смртни случаи, но секако и со бројот на повреди. По него следат Струга, следи Гостивар, следи Берово. Ова самото по себе го нагласувам дека Скопје, иако се перцепира дека има најголем број на смртни случаи, најголем број на повреди, сепак имате представа дека има и најголем број на жители кои се присутни, кои живеат во Скопје. Доколку ги разгледаме повредите од аспект на дејности, на следнава табела ќе можете да видите дека всушност градежништвото ни предничи. Но веднаш зад она што стандардно се изоставува, а тоа се неформалниот сектор, делот на домаќинства како работодавачи или она што во превод ние го кажуваме, тоа се оние индивидуални домаќинства земјоделци. И понатаму имаме ситуации дека во одредени индустрии како што е снабдување со вода, отстранување на отпадни води и така натаму има 2 смртни случаи, но секако имаме и во делот на јавна управа и одбрана и задолжително социјално осигурување. Тука може да ги имаме деловите на полиција и така натаму, и така натаму.
како денови, каде што најчесто се случуваат овие несреќи на работа, може да забележиме дека најголем број на повреди со потежок исход имаме во среда. Но најголем дел на оние смртни случаи на работното место ги имаме во сабота. Повторно, да се откажеме од стандардното поимање или административното поимање на работната недела дека е од понеделник до петок. Да сватиме дека всушност работите се сменети. Како што се сменети работите, така ние треба да ги прилагодиме дури законските решенија и всушност да разбереме дека работната недела е од понеделник до недела. Врз основа на овие податоци да видиме каде највеќе луѓето или во кои области луѓето највеќе гинат на работните места и следбено на тоа да им помогнеме. Она што исто така го бележиме е дека најголем број на загинати имаме и понатаму во текот на летните месеци. Како што можете овде да видите во летните месеци, како што се јуни, јули и август, јуни со посебен акцент, имаме најголем број на загинати на работните места. Но исто така во делот на октомври имаме најголем број на повредени на работните места. Ако ги ставиме работиве во контекст на претходно што го читавте, што имате можност да го видите, ќе забележите дека тоа се оние месеци кога се одвиваат голем дел на земјоделските активности, но исто така и голем дел на градежните активности. Доколку ги анализираме според возраст, во 2019 година била најтешка за старосната група од 45 до 54 години. Имаме 39 повреди, имаме 8 смртни случаи. Но, она што исто така го приметуваме во нашиот извештај, или според податоците што ги добиваме, е дека за огромен број на бележените или евидентираните повреди кои ги добиваме од изворите, електронските медиуми, немаме возраст. Не е наведено во која возрастна група припаѓаат. Тука, како што можете да приметите, се 22 лица. Мажите и понатаму предничат во повредите на работното место. Од вкупниот број на повреди со потежок карактер, 150 се отпишуваат на мажите, а 3 на жените. Кај смртните случаи 24 се кај мажите, 1 е кај жените. Во однос на 2018 година ќе забележиме дека всушност имаме благо покачување на бројот на повреди на работното место, но имаме и покачување на повредите со смртен исход. Ќе забележиме дека трендот на ова зголемување веројатно не е толку драстичен, но сепак присутен. При тоа морам да забележам дека самото ова зголемување од 18,9% во однос на 2018 година кај потешките повреди, мораме да забележиме уште една работа, дека неколку пати во МЗЗПР се мислевме како всушност да ја вклучиме внатре како бројка, како статистика во овој извештај, а тоа е она, ако се сеќавате, несреќата во Ласкарци. Не можевме да видиме, не можевме да добиеме релевантни информации
колку од тие луѓе всушност, од тие загинати, од тие повредени, колку од нив беа во на пат кон дома, колку од нив всушност ги покриваше законот за работни односи и беше потребно да бидат представени како повреди на работното место. Затоа одлучивме наместо да одиме на зголемување на бројките, одлучивме на тоа да за сега додека не ги добиеме релевантните информации, да ги изоставиме од овој извештај и врз основа на тоа да всушност одиме без тие информации. На крајот, констатацијата е дека и понатамо во Македонија се гине на работното место. И понатамо имаме ситуации каде што бројни ситуации, бројни постапки кои би биле превземени на соодветен начин, би спречиле случување на такви несреќи. И понатаму имаме големи компании кои всушност евидентираат во своите статистики несреќи со смртен исход. И понатаму имаме ситуации каде што културата, работната култура, всушност безбедноста и здравјето при работа или поточно превентивната култура не ја стават високо на својата лествица, на својата агенда. И понатаму голем дел од работодавачите тежнеат кон тоа, барем тоа се последните иницијативи, огромен дел од работите кои ги вршат сега во моментот стручните лица за безбедност и здравје при работа, да продолжат самите да ги вршат. Сето тоа, доколку се дозволи или доколку се пристапи на тој начин на спроведување на безбедност и здравјето при работа, ќе дојдеме во ситуација дека нескромно ќе речам, но дури злокобно, да имаме многу поголем дел или многу поголем број на смртни случаи, тешки повреди на работното место, професионални заболувања. Прашањето не е во тоа дали јас како професионалец се сложувам со тоа или не. Тоа е субјективно мислење. Но природните законитости ќе не донесат до следната инстанца. Чувствувајќи се небезбедни на своите работни места, чувствувајќи дека сме оставени сами на себе, под притисокот на секојдневните политички, би рекол, притисоци, с несигурности, во содејство со небезбедната работна и животна средина, мноштво од граѓаните својата среќа ќе ја побараат некаде на друго место. Кога ќе ги имаме надвор тие луѓе, замислете колку од нив сме вратиле дома. Колку е потребно за да дојдеме во ситуација да сватиме дека всушност самата наша земја е онаква какви што ние ја правиме. Завршувајќи го овој извештај, често пати зборувам дека се надевам дека следната година ќе биде со помали бројки. Се надевам дека ќе биде со помали несреќи на работа. Но доколку дозволиме и понатаму просечноста и понатаму нестручноста или како што ја нарекувам професионалната мимикрија да ги води работите, можам да си дозволам да кажам дека не многу среќни денови не очекуваат. Она што не очекува, она што ни престои, секако ќе дојде. Но мојата верба дека всушност гласот на разумот ќе биде послушана, не спласнува. Затоа сум дел од МЗЗПР, затоа и работам во Македонското здружение за заштита при работа и затоа и понатаму ќе делуваме во насока на заштита на обичниот човек, на заштита на интересите на фирмите, на заштита при работа. Јас би ве поканил само да ни се придружите. Останатото го оставам на вас. Бидете ми здрави, бидете ми безбедни, седете на страна од корона-19 болеста и уживајте во летото кое ни доаѓа.
Поздрав!